Кривични пријави заработија директорот и петмината вработени во Скопската зоолошка градина за колежот на коњи, чие месо требало да послужи за хранење на дивите животни. Во зоолошката Агенцијата за храна и ветеринарство затекнале и 2 живи животни, а во фриждерите во склоп на кланичниот објект биле најдени мрши од закланите животни. Утврдено е дека во објект кланица со комора во зоолошката градина, кој не е одобрен од Агенцијата за храна и ветеринарство, заклани се 10 копитари без соодветна документација. Град Скопје го разреши, веде директорот Кристијан Стаменов, а тој вели дека таква била праксата од секогаш и дека коњите кои биле болни и изнемоштени биле еутанизирани за да послужат за храна на месојадните животни. Откако постои оваа установа, се врши така наречено економско искористување на животните кои во консултација со стручни лица од зоолошката се во состојба болни, пред умирање со неизлечливи рани инфекции и крајно изнемоштени, не може да бидат рехабилитирани. Наспроти сите јавни пишувања на поединци, морам да истакнам дека ова не е прв случај во зоолошката, вакви случаи во минатата се воспоставена пракса, при што и јас сум учествувал во транспортирањето на истите, како зоонегувател, и во сите раководства претходно во зоолошката градина. Нова реагираше Издруженијето за заштита на животни Анима Мунди. Згрозени сме од настаните во зоолошката градина. Свирепо убиство на копитари е надвор од сите законски прописи и правилници и е нешто што не е одлика на нормална држава, туку на примитивно племе. Бидејќи месото од закланите копитари е од неидентификувани и нерегистрирани животни со непознат здравствен статус, Агенцијата за храна и ветеринарство издала решение да се уништи на депонијата Дрисла.